денешната посета, ќе ви кажам дека ќе биде само уште поголем повод Хелсинскиот комитет да притиска понатаму за решавање на проблемите со затворот и ДРИЗО. Денес се случи еден премиер да влезе во затворот и со своји очи да го види тоа што ние го кажувавме преку нашите извиштаи години наназад. Реформи, односно враќање на правдата во Македонија не може да се случи ако не се реши прашањето со затворските услови и условите во сите затворени институции. Законот за амнестија нема да го реши проблемот со затворите. Тоа е само еден сегмент. Ќе решите пренатрупаноста, но нема да го решите проблемот со корупцијата. Значи, еднаш за секогаш треба да се реши корупцијата, особено во затворот и ДРИЗО. Овде, позади оваа врата, имате затвореничко општество. Тука не владеат законите на Република Македонија. Тука владеат затворски закони. Овој затвор создава, продуцира повратници. Видете колкав е процентот на рецидиви во Македонија. Според тоа не се должи само на пренатрупаноста, не се должи само на нехуманите односи, инаку според стандардите на Советот на Европа, овие услови во затворот и ДРИЗОво се квалификувани како тортура. Значи, тортурата не значи само физичко насилство. И условите значат тортура. Она што за мене е исто така проблематично, што и понатаму се продолжува, со поставување на луѓе, партиски луѓе, на функции како што е, например, затворот и ДРИЗО. Еднаш за секогаш треба да сватиме дека со оваа деликатна категорија на луѓе не може да се справат луѓе дојдени кои што работеле во јавно предпријатие за шуми или не знам. Значи, мора да бидат експерти. Исто така мислам дека секој коруптивен чин сторен од страна на стражарска служба или било кој вработен во затворите треба да биде најсериозно казнет. Јас би размислила особено и околу тоа да се изврши надзор на тоа што се случува позади оваа црна врата и кога станува збор особено за зависниците. Зависниците се особено критична категорија и сметам дека треба да се најде посебно решение за нив.